Ако во изминатиот период долж главната улица Свети Јоаким Осоговски беше извршено обележување на сообраќајната коловозна лента и беше поставена хоризонтална и вертикална патна сигнализација, со што во централното градско подрачје сообраќајот е регулиран и се одвива според сите утврдени правила и прописи, што се однесува на делот од главната улица кој води кон градскиот стадион. Овде учесниците во сообраќајот, првенствено пешаците, наидуваат на потешкоти низ децениите, со оглед на немањето простор за движење, тоест непостоењето на пешачка патека. Исто така, овој дел од улицата е неосветлен, со што дополнително се доведува во прашање безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Тргнувајќи од овој проблем, општината превзема мерки и веќе работи на отстранување на проблемот, проширувајќи ја едната страна на коловозот, на што деновиве интензивно се работи. За тоа што се е предвидено да се реализира, информира градоначалникот на општина Крива Паланка Арсенчо Алексовски. Се наоѓаме на главната улица Свети Јоаким Осоговски, потегот од Осички мост кон градскиот стадион. Овде сведоци сме деновиве и повеќе од една недела се работи активно на проширување на дел од патот. Разговараме со градоначалникот господинот Арсенчо Алексовски за што станува збор всушност, господине градоначалник, бидејќи голем дел од граѓаните се љубопитни и прашуваа што ќе се направи овде. Па видите, сите ние како кривопаланчани често го користиме овој пат како пешачка патека, како патека за рекреација да поминеме. И соочени сме со една, според мене, малку непријатна работа да секогаш мора да се померуваме на страна, па нема кај да се помериме, па останува. И затоа во интерес на граѓаните, на целата општина, сакавме да го прошириме овој дел на патот, барем да има некои пешачки патеки каде што ќе може граѓаните да поминуваат. Овој дел рачунаме да го поплочиме со бекатон плочки и воедно да го осветлиме. Сите сме сведоци дека во ова е најнеосветлениот дел на општината Крива Паланка. Луѓето порано мора да признаеме дека тука почесто шетаа, сега одат од другата страна на реката, само ради тоа затоа што овој дел е неосветлен. Значи, планираме да го осветлиме овој дел, да го направиме со бекатон плочки онолку колку што ќе ни дозволат условите на теренот. Се работи за стрмен терен, така да мислам дека ќе го постигнеме она што планираме, а воедно на потегот каде што е преливот на водоводот, тука планираме да направиме нешто како водопад, али тоа ќе остане за понатаму, тоа ќе го откриеме во понатамошниот тек кога ќе почнат со работите. Така, со проширувањето на патот ќе и оваа пешачка патека која што ја споменувате, ќе биде зголемена и безбедноста пред се на учесниците во сообраќајот, на пешаците во прв план. Но во периодот на предстојниот празникот на градот Свети Јоаким Осоговски, овој дел од патот претпоставувам ќе може и да послужи како зголемување на капацитетот за паркирање. Па да, видите, сега сите сме сведоци дека нашата општина е општина која според местоположбата има многу мал капацитет места за паркинзи. Ова ќе дојде сега како добре дојде, но затоа и го побрзавме ова на некој начин да го рачистиме за да може за празникот, за престојниот празник да може што повеќе коли да се паркираат тука. И како што рековте, навистина ова ќе биде во функција на зголемување на безбедноста на овој дел на општината. Затоа што еве, со текот на времето тениското игралиште се направи, спортската сала веќе е во понапредна фаза на работење. Повеќе наменското се направи, така да на овој спортски комплекс ќе му недостига и осветлување, ќе му недостига и паркинг простор и пешачки простор како сакате. Значи, ќе го мислиме, ќе го направиме како што треба. Според изјавата на градоначалникот, наскоро граѓаните ќе можат да ја ползуваат оваа предвидена пешачка патека, која освен што ќе им овозможи да се рекреираат, без страв дека возилата кои сообраќаат ќе им го попречат движењето, а и тие нив, исто така ќе биде обезбеден соодветен пристоен пристап за сите рекреативци и спортисти до новиот спортски комплекс во градот кој што е во изградба.